Господине, извинете, дали може кратка анкета? Може, поели. Се заострува борбата со корупцијата. Види што се случува во Кина, ова нашо е млакичко, бе. Што се случува во Кина? Што се случува, па поранешниот министер за правда, не знам како се викаше, тешки им се тоа имињата, го фатиле дека здиплил 19 милиони долари и одма му го запленија цел имот, а него го осудија на доживотна робија. Процесот, истрагата против него почела во 2024 година, а сега е донесена пресудата. Така се работи таа работа, бе. Некој кај нас, бе, истрагите траат со години, да не речам со децении, па рочишта, жалби, умеѓу време мангупот ќе кидне и така. Конечно, најпопуларниот факултет Финки ќе добие своји згради. Кој знае која ќе биде тоа, бе. Пази какви недомаќини сме ние. Дозволиме цела деценија зградиве, барокниве згради на Финки да пропаѓаат. И сега ќе сме ги доградувале. А нама тоа ќе кошта многу пари, бидејќи карабината има фатено многу влага и мувла. Да бевме домаќини, тоа ќе го направиме во време кога беше СДСМ на власт. Ама они не ќе да го настават делото на Груевски, па не, сега ќе плаќаме дупло. Фактички, ние сами си даваме со години автогол. Ама на кого да му го објасниш тоа, бе? Ај. Желба има, но пари нема за проектот Чебрени галиште, така беше кажано деновиве. Бев млад кога падна идејата да се гради брана на Црна река. А сега остарев, побелев и па нишо. Се од време на време некој ќе предложи да донесеме странски инвестиции, па после тоа почнуваат дебати дека не смееме тоа да го дозволиме и на крај ќе заклучиме дека сами треба да ги направиме браните, ама сме шворц и тоа така со децени, досадна и видена приказка, ништо нарочито. Шефот на Обединетите нации во писмо до земјите членки вели дека организацијата е во опасност од финансиски колапс. Значи, со други зборови, Обединетите нации се банкрот. Они утре заутре ќе нема да си платат ни струја ни вода. Значи, дечко, полека еден џин се гаси и се претвара во џуџенце. Обединетите нации веќе ретко кој ги слуша и ги есапи за живи. Тоа е. Подпредседателот на ДУИ Хоџа рече дека тие не би влегле во владата без договор, иако призна дека никој не ги поканил. Леле, овие па ДУИ изгорени се да влезат у влада. Нив не ги викаат на средба, не па да у влада да влезат. Фактички ДУИ може да сонуваат за некаков договор. Тоа е, истече времето нивно. Толку, нема више. 5 тони марихуана пронајдени во Србија биле набавени од Македонија. Леле, ние сме, значи, Колумбија на Балканите. 5 тони марихуана пролетале низ нашите патишта, ескивирале една царина, друга царина, ништо не било сомнително, ништо не било договорено и си влегле у Србија. Значи, алал вера, некои луѓе заслужуваат Нобелова награда за невидливост. Аферата Џефри Епштајн го тресе светот. Добро, и ние имавме аферата големото уво, бомбите на Заев. Добро, сега на Џефри Епштајн е големата катаклизма. Кој знае се што нема да видиме до крај. Циркусот доправа почнува. Извинете, господине. Да. Добар ден. О, добар ден. Кратка анкета, дали може? Види, малце сум нервозен, син ми го чекам 20 минути, али добро, ајде, ќе пробаме. Добар ден. Па таман додека го чекаме вашиот син. Да. Со одлука на владата, Скопје ќе добие 100 нови современи еколошки автобуси, рече градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Стварно? Не сум го знаел ова. Па чиме така, ја ќе ја продадам колата. Еве, ти пошто си тука, тебе прв ќе ти ја понудам, за оваа кола се работи. Види, ова ти е Матисче 2004 година. Значи, не е од странство, јас сум втор газда, пред мене го возела жена. Свети каже ото. Чекај момент, само да видиш, моторчево да го отвориме. Гле. 106.000 има поминато. Види, джам. Го одржавам, го носам по сервиси, све е сменето, нема никаков проблем. 106.000 има поминато, што километража ли? И пази сега, имаш нови зимски гуми, сега не се баш нови, ама 2 години, окей, шо? И тоа е. А колку нудиш? Да ти дам 1200 евра на невидено, а? Не, 1200, не, немој сега.
значи можеш и плин да си ставиш регистрирано е до ноември 1500, ни по твое, ни по мое. А? Дај рука, ајде шо. Ај да размислам. Добре. Да размислам, а зошто решивте да ја продавате колата? И по што ќе ми ја кола? Еве сега ти викаш ќе дојдат нови 100 автобуси, така? Да. АЦ подпредседникот на влада ќе направи брза пруга, значи они ќе ме возат и тоа ќе ме возат на 10 минути. Не ми треба кола, затоа ја шиткам одма. Ако има заинтересирани, тука су. Добро, а како ќе оцените изминатава недела? Ова беше исклучително тешка недела. Значи ромите се побунија, се бунат и овие кафанџиеве што се заради законот против пушење, се бунат и од синдикатот, нели бараат минималец од 600 евра, се бунат и возачиве заради Safe City, сега више не може да дивеат по улициве. Општеството ни е збунето заради одливот на мозоци во Америка што се откри, нели, аферава, така што Македонија стана една голема база. Каква база? НАТО база? Не бе, НАТО база. Нервна база. Значи нервите попуштија на чисто. Ева го син ми. Ајде бе, побрзе. Ви благодарам, господи.